Излегаа од дома и никогаш не се вратија. Од 13 исчезнати во последниве 4 години, 6 мина од нив самоволно го напуштиле домот без да понесат документи и новчаник, а полицијата нема никакви информации што се случило со нив. Лидија Трајковска од Скопско Јурумлери е последната која што излезе од дома и се губи секоја трага. Семејството уверува дека таа немала никакви проблеми, а полицијата со дронови 5 дена трага по неа. На ист начин како Трајковска, исчезнати се уште неколкумина за кои не се знае што им се случило. Ристе Бочваровски ланската зима од Скопски аеродром излезе од дома во доцните вечерни часови. Тука му се губи секоја трага. Семеен човек, сопруг и татко на 2 ќерки, дипломиран електроинженер, стабилна личност без здравствени проблеми. Вака во медиумите го опишуваа блиските пријатели на семејството Бочваровски. Исчезнувањето на Марија Брзакова од Струмичко Босилово во јануари 2020 се уште остава отворени многу прашања. Таа се вратила од Швајцарија во домот на сопругот. Утрото на 18 јануари ја напуштила куќата и се уште никој не знае во кој правец заминала и дали е жива. За овој случај медиумите фрлија сомнеш врз нејзиното семејство и сопругот, но никој не стана осомничен. Меѓу 13 исчезнати има и 2 деца. Петар Џобески, 11 годишното момче од Прилеп кој исчезна пред 2 зими во село Врпско Маријовско, се уште не е пронајден. Во првите недели по исчезнувањето по него трагаа голем број на припадници на државните служби, доброволци, планинари, но попусто. Мајката на Петар тврди дека тој е киднапиран. Пред 2 години исчезнаа мајка и ќерка од Куманово, а полицијата трага по невенчаниот сопруг. 32 годишната Сабина Сабединовска и нејзината малолетна ќерка им се губи секаква трага, а никој не знае ни дали воопшто го напуштиле домот. Поширокото семејство во медиумите сведочеа за семејното насилство кое го трпела Сабединовска. По нејзиниот невенчан сопруг, МВР има распишана потерница.